Како што ви кажав, дека ќе земат во обзир целно вработување на овие младинци. Во овој момент би сакала да ви го представам поранетен во јавното предпријатие Градски паркинг, еден од вработените, како што имам информации во јавното од оваа целна група, што е за поздравување, и би сакала во овој момент да ни се обрати и Ердоган Камбери. Најпрви да ги поздравам присутните компании кои покажа мини свест домот за безродители. Ја ќе ви кажам еден пример кој го направи Градски паркинг со деца од безродители. Во 2005 година се отвори компанијата Градски паркинг. Првиот директор на Градски паркинг при отварање одлучи да вработи деца од домот за безродители. Нормално почна со мене, па заврши со 6 вработени во Градски паркинг како деца без родители. Истиот примерок сакам исто да им порачам да го направат и другите компании, присутните и останатите, нормално приватни и јавни предпријатија. Тоа ќе придонесе за децата како ранлива категорија и ќе биде во добра полза за нив, затоа што некој од дел поседуваат станови државни, социјални, па така да ќе може да ги плаќаат нивните придонеси, тоест трошоци во стамбеното прашање, а и нормално ќе може да обстанат со тие средства кои ќе ги добијат преку компаниите што ќе изразат желба да ги вработат. Нормално децата ние како безродители имаме чувство за работа и сме спремни да работиме, и тоа е пример како Градски паркинг кој го направи, кои су доста задоволени од Градски паркинг, а и они се задоволни од нас како деца без родители, вредни и одговарат на нивните барања работодавците. Толку од мене, нека го направат истото и другите компании, ќе видат колку сме ние вредни, колку сме добри и одговараме на вашите барања. Ве поздравам. Нема ништо позначено од овој говор директно од срцето и од искуството, така да оставаме сега на работодавците, не само што се во овој момент тука присутни, него и на сите останати кои што не следат преку медиумите. Накратко би сакала да ги споменам само компаниите кои што се денеска присутни. Некои од нив потврдија присуство, но се од Агенција за вработување на Република Македонија, Спортски центар Борис Трајковски, Сојуз на стопански комори на Македонија, Жежова до Младите со наполнети 18 години кои ги напуштаат установите за згрижување на деца и млади без родители и родителска грижа се соочуваат со неможноста да најдат вработување. Без знаење на странски јазици, основни компјутерски и комуникацијски виштини, возачка дозвола, тие не се конкурентни на пазарот на трудот. Со тоа нивната екзистенција е сериозно загрузена, а не може да им излезат во пресред сите оние на кои останатите младинци може да се подпрат, родителите, роднините и пријателите. Токму поради ова беше реализиран саем на кариера на кој беше овозможена директна средба на компаниите и младинците кои ги напуштаат установите за деца без родители и родителска грижа. На саемот на кариера свој обраќање имаше Драги Змијанац, извршен директор и основач на првата детска амбасада во светот Миѓаши. Значи, сепак да се биде дете без родител и родителска грижа, а без подршка од државата, државните институции, социјално-одговорните компании, за нив е голема потешкота. Многу е важно да им помогнеме во нивното вработување и токму затоа денеска вие треба да ги отворите вашите срца и врати и можности да им објасните како тие по завршувањето на средното образование и високото образование може да бидат дел од работниот тим од екипата на вашите компании, да придонесуваат во вашиот развој и да бидете вие многу предпознатливи пред граѓаните со многу помалку средства за реклама во телевизиите и радијата, ќе помогнете вашиот имидж и бренд да биде препознатлив како социјално одговорна компанија
младинци, отколку да ја рекламирате вашата социјална одговорност. Во пракса е тоа многу битно. И затоа се радувам што дел од компаниите кои се присутни тука веќе имаат работено младинци и младинки од овие институции. На овој саем беше присутен и Радко Капушевски, директор на спортскиот центар Борис Трајковски, кој потенцираше дека овој спортски центар им излегол во пресрет на младинците од ранливите групи, така што веќе има 20 вработени. Како доказ дека сепак и за овие деца кои растат во домови може да се вработат е Ердоган Камбери, младинец поранешен штитеник во домот 11 октомври, кој сега е вработен во ЈП градски паркинг. Тој задоволен од својот работодавач ги бодреше своите пријатели кои се третираат како младинци од ранлива категорија, дека и за нив постои можност да бидат вработени без разлика дали станува збор за приватна или државна институција. Тој додаде и дека не е единствениот штитеник кој е вработен во градски паркинг, туку вработени се уште 6 мина. Со спроведувањето на сајмот на кариера, младите од установите за згрижување на деца без родители и родителска грижа добија повеќе информации за тековните потреби на пазарот на трудот, за компаниите и нивните политики на вработување, за трендовите на вработување во целина, како и за значењето на образованието и практичното искуство со цел обезбедување на подобро работно